видиме хартијата како е правена за прв пат овде кај нас во Охрид, средината на 16 век. Некаде историски тоа е 1550 година, за прв пат е правена хартијата во Охрид во манастирот Свети Наум. Ние се обидовме да направиме една реконструкција како изгледало тоа правење на хартијата, тогаш некаде, да речеме, се уште средниот век. Автентично изработуваме хартијата од исти материјали на исти начин. Сето тоа го покажуваме на нашите гости овде во нашата работилница. Гледате и сами овде, самиот овој амбиент подсетува и на тој период, на тоа време. Основата е сршта, срцевината на дрвото. Често користиме и памук, затоа што некаде со пренесувањето, ова е стара кинеска постапка од вториот век пред нашата ера, некаде крајот на 13 век се пренесува во Европа, така да европската практика е со користење на памук. И ние често во нашата постапка овде користиме памук. Може да биде хартијата само од дрво, само од памук, мешавина од честички од дрво и од памук, а додаваме и разни природни додатоци, цвеќиња, ливчиња, разни видови на чај. Значи, разни природни додатоци, повеќе за декорација и благообојување на хартијата. Постапката е баш, значи, автентична. Немаме променето ништо, може да се каже од тоа како било и во вториот век пред нашата ера. Гостите кои го посетуваат во Охрид, во принцип, не посетуваат и нас овде. Веќе на некој начин добар дел од оние кои ќе дојдат веќе и знаат за нас. Сега во време нели интернет, преку интернет, па и преку оние устни кажувања, така да веќе знаат за нас и не посетуваат. Имаме гости и од странство и домашни гости. Тоа сега можем да кажем дека нешто посебно не. На 2-3 пати имаме добиено мал износ на средства од на годишната програма за развој на културата, па во рамките на тие проекти 2-3 пати имаме добиено по некаде по околу 500 евра, мислам дека беше, и тоа е таа помош досегашна за овие 15 години. Поно веќе е нарушено, не само што ќе се наруши, туку е нарушено ако се продолжи вака со овој начин на градење, што мене лично не ми се допаѓа, затоа што нема некој ред и не е тоа осмислено. Затоа што прави секој на свој начин. Нема, да речеме, и ако се прават нови овие стамбени објекти, треба се знае отприлика во кои рамки како треба да изгледаат, да има некои стандарди за тие објекти, стандарди за висина, не знам, за изглед, за фасада. Ќе биде катастрофа. Ќе го уништат езерото. Лично се надевам и се молам тоа да не се случи, меѓутоа ако се случи ќе се награди езерото и Охрид никогаш нема да биде како што бил. Затоа што во Охрид доаѓаат луѓето ради природата, ради езерото, не дека ние сме многу убави охриѓени, туку доаѓаат ради природата. Ако ја уништиме природата, се уништуваме самите себе си.